Над 100 бизнисмени од Србија и Македонија ќе договараат нови форми и методи за соработка. Ова се очекувањето од престојниот форум кој на 2 и 3 декември ќе се одржи во Скопје. Продлабочувањето на економската соработка и партнерството беа и во фокусот и на разговорите за време на работната средба помеѓу вице-премиерот и министер за односи меѓу заедниците Стоилковиќ и неговата српска колешка Адријана Месаровиќ. Во овој момент сите три стопански комори во нашата држава се сложија заеднички да учествуваат во целата приказна, што е еден нов момент во историјата на македонската бизнис приказна и во начинот на организирањето на стопанските комори. Од една страна и се надевам дека во соработка со Српската стопанска комора се тоа ќе донесе многу резултати и се надевам дека ќе се отворат нови патишта за соработка. Стоилковиќ очекува дека ќе се решат и големи проблеми на стопанствениците. Пред сега бизнис форумот доаѓа како резултат на барањата на стопанствениците, некои работи побрзо да се решават. Еве на пример прикажам дека најголема примедба од стопанствениците е долгото чекање на граничните премини, така да тој аспект во минатата година, односно во годината што изминува, имавме напори во таа насока тоа да се разрешува. Втората работа беше во тој аспект беше и идејата за проширување на граничните премини, затоа што многу се доци на пример со испораките и многу други прашања поврзани со гаранција на странските инвестиции, се тоа што значи овој ослободување на бизнисот од стегите на администрација. Инаку трговската размена со Србија од година во година бележи раст. Во 2024 изнесувала 1,4 милиарди евра, а годинава само за 9 месеци надминала 1,1 милиарди евра и очекувањата се дека ќе заврши со поголем раст од лани. Подпредседателот на владата Иван Стоилковиќ учествуваше и на првата конференција Western Balkans 2030, што ги обединува меѓународните, европските и регионалните институции, инвеститори и иноватори. Настанот, организиран со поддршка од Европската инвестициска банка и Обединетите нации, има за цел да го истакне потенцијалот на регионот и да прерасне во годишен форум што ќе се одржува во различни градови низ Западен Балкан до 2030 година.